Почитувани, денеска нема да зборуваме само за спорт. Ке зборуваме за символот на Прилеп, фудбалскиот клуб Победа со факти и докази. Во време кога локалната самоуправа беше предводена од СДСМ, тогашната власт во 2019 година уверуваше дека преземањето од општината е чекор за спас и дека ќе следува инвеститор, стабилизација и развој. Денес гледаме што остана од тие ветувања: финансиски хаос и кадровски распад. Ние во тоа време како опозиција предупредувавме дека моделот што го туркаат е ризичен и нетранспарентен. Денес, за жал, времето покажа дека бевме во право. Прашањето е едноставно. Зошто и покрај предупредувањата на ВМРО ДПМН, управувањето на акционерското друштво Фудбалски клуб Победа беше препуштено на неадекватни и некомпетентни лица без јасни механизми на контрола и менеджирање со клубот? Кој гарантираше за нив? И врз основа на што? Дополнително, во јавноста со право се поставуваат прашања за однесувањето на одредени советници кои денес глумат загриженост, а истовремено се поврзуваат со судски постапки во минатото и побарувањата кон клубот. Прашуваме, доколку ваква постапка е во тек, дали тужбата ќе биде повлечена поради љубов кон Победа или ќе преовладува финансискиот и личниот интерес? Да ги расчистиме лагите. Невистините се тврдењата дека општина Прилеп не се грижи за Победа и дека не бара решение за излез од оваа состојба во која се наоѓа фудбалскиот символ на Прилеп. Од 2018 година општина Прилеп до денес исплатила 4.400.000 денари за струја, 8.800.000 денари за вода и поправки, над 12 милиони денари директна финансиска поддршка преку јавни повици, дополнително на ова и редовното одржување на стадионот и инфраструктурата. Ова се факти и реални бројки. Општината не ја оставила Победа. Некој друг ја доведе во оваа состојба. Токму оние на кои и СДСМ им ја препушти без сериозна контрола. Доста е од манипулации. Доста е и од обиди за собирање ситни политички поени на грбот на символот на градот Победа. ВМРО ДПМН нема да дозволи символот на градот да биде жртва на туѓи политички експерименти. Почитувани, имаме јасен план за стабилизација. ФК Победа ќе се консолидира, ќе се врати таму каде што припаѓа, во врвот на македонскиот фудбал. Одговорност мора да има. Доколку има финансиски пропусти и нерегуларности во работењето или било какви манипулации и злоупотреба со финансиите, секој што се е огрешил ќе одговара. Политиката е минлива. Победа е вечна. Победа нема да згасне. Затоа, сега не е време за собирање ситно политички поени, сега е време за заедништво, за поддршка, за верба и доверба.